најлошото нешто е некој ќе ти каже не. И сега, ако некој ти каже не, ти се гледаш себе и ти пак постоиш и си исти. Ништо не се сменило на тебе. И сваќаш дека, окей, ако ме одбил еден, тоа не ме одбил мене како личност, ми ја одбил идејата која што сум ја пренел. Сега, ќе затворам на втор. Ќе ме одбие и втор. Во ред, ќе затворам на трет, ќе ме одбие и трет. Четврти, пети, шести, седми, 8, 9, еден ќе каже да. Океј, сега имам просек. Сега знам дека ако разговарам со 10 луѓе, 9 ќе ме одбијат, ама еден ќе ми каже да. И у тој момент шифтот преминува во борба со просекот. Како двајца да кажат да од 10, како тројца да кажат, што треба да научам, како да развијам повеќе вештини за да бидам подобар во тоа што го правам. Дали треба да сменам некоја реченица, дали треба да сменам некој збор, дали треба негде да подзастанам кога кажувам, да намалам тоналитет, или треба да појачам тоналитет.